Си било некогаш одамна едно момче. Било убаво, храбро, секогаш насмеано и било познато по и троштината. Многу брзо размислувало и умеело проблемите да ги решава без да употреби сила. Еден ден си рекло: би било добро да станам кралски советник. Морам да го видам кралот. Мислело како тоа да му успее и се сетило. Момчето почнало на цел глас да се фали дека е многу силно и дека може секого да победи. Од уста на уста, од човек на човек, муабетот за најхраброто и најсилното момче стигнал до кралот. Веднаш наредил да го повикаат во дворецот. Ни треба човек кој е подготвен да го даде животот за кралот, му рекле дворјаните. Би сакал ли да работиш за кралот? Се разбира, рекло момчето. Затоа сум тука. Момчето ја добило работата. Го примиле со посебни почести, го сместиле во најубавата куќа, му го дале најдобриот коњ. Ама му било убаво. Да, му било, ама многу кратко време. Другите дворјани биле љубоморни на момчето, па му рекле на кралот: не веруваме во силата на ова момче. Мислиме дека залудно го плаќаш. Кралот долго размислувал и решил да му даде шанса на момчето да се докаже. Во блиската шума има два джина, рекол кралот. Веќе подолго време прават голема штета. Палат, убиваат, крадат. Дали би можел да го спасиш кралството од овие зли джинови? Ке ти дадам 100 војници за да ти помогнат. Секако дека ќе го спасам кралството, рекло момчето, но джиновите ќе ги победам и без вашите 100 војници. Момче само против два джина. Баш сакам да дознам дали ќе ги победи. Слушај, момчето влегло длабоко во шумата. Само. Погледнало лево, десно и ги здогледало двата джина. Спиеле под едно дрво и силно рчеле. Момчето собрало камења во џебовите и внимателно, полека се качило на дрвото. Фрлило неколку камења врз првиот джин. Убаво го треснал по глава. Джинот се разбудил и му викнал на вториот джин: зошто ме удираш? Вториот джин се разбудил, па онака сонлив одговорил: ти сонуваш, јас не те удирам. Двата джина се свртеле на другата страна и продолжиле да спијат. Кога пак зарчиле, момчето фрлило неколку големи камења врз главата на вториот джин. Тој се разбудил и силно викнал: аха, така значи, сега ми враќаш? Првиот джин се разбудил, застанал зачуден и збунет, кога вториот джин веќе скокнал врз него. Джиновите почнале голема тепачка. Можеш ли да замислиш како изгледало тоа, а? Дури и дрвја корнеле. Се тепале без да размислуваат кој каде удира. Битката траела долго и на крај двајцата паднале изморени. Веќе со прст не можеле да мрднат. Тогаш момчето скокнало од дрвото и без проблем, без мака ги врзало двата джина. Ги заробил. Убаво му текнало на момчето
И што се случило потоа? Дворјаните дошле и не им се верувало што гледаат. Страшните джинови лежеле врзани. Беше тешко, рекло момчето, кога ме видоа каков јунак сум, ги откорнаа дрвјата и почнаа да се бранат со нив, ама јас ги средив. Се фалело момчето. Браво, момче, рекол кралот. Сега ќе ти дадам уште една задача. Ако си толку голем јунак, ќе ти ја дадам мојата ќерка за жена, а и половина кралство ќе биде твое. И што било задачата? Требало да улови еден лош и зол еднорог, кој со големиот рог правел голема штета по кралството. Момчето влегло во шумата, одеднаш од нигде никаде кон него се затрчал страшниот еднорог. Полека, пријателче, не оди тоа така, рекло момчето и се скрило зад едно големо дрво. Нетрпеливиот еднорог, без малку да размисли, се залетал и со рогот удрил во стеблото. Удрил и рогот се заглавил во стеблото. Момчето притрчало и без проблем го отсекло рогот. Секоја чест, момче, се заблагодарил кралот. Но, јас имам уште еден голем проблем. Те молам, спаси го кралството од една дива свиња. Немаме мир од неа. Дивее кај стигне и дење и ноќе. Момчето пак отишло во шумата. Одеднаш дивата свиња се појавила, го измеркала момчето и оп, рипнала на него. Но момчето почнало да трча со сета сила како молња летнало. За час се нашло во една напуштена колиба. Дивата свиња се залетала и влегла по него во колибата. И триот јунак со еден скок рипнал низ прозорецот. Брзо момчето ја затворило вратата и свињата била заробена. Така и по трет пат момчето се вратило кај кралот како победник. Веќе никој не се сомневал во јунаштвото на момчето, а кралот му ја дал својата ќерка за жена и половина од своето кралство. Епа, момчето заслужило награда. Било итро, паметно. Една идеја вреди повеќе од сите мускули.